Професор Драговски, статусот кој што го споделивте на социјалните мрежи синоќа предизвика доста реакции, каде што наведувате дека на вашите студенти ќе им ги намалите оценките за една оцена пониско, доколку на првата страна на индексот стои новото уставно име на земјата. Што ве наведе, што ве поттикна да им дадете ваков совет на студентите? Да дообјаснам, значи на првата страна на индексот стои држава на раѓање. Знаеме дека држава на раѓање од 1991 до 2019 може да стои само Република Македонија. Јас немам обичај да гледам на првата страна многу и кај други студенти, например, но ете вчера имаше таков случај, ми падна во очи РСМ на колешка која што е родена 1994 полагаше постдипломски студии кај мене од втор циклус и после испитот направивме разговор каде што ја кажав дека тоа не е во ред, да се разбира дека таа постдипломка доби оцена, највисока оцена 10, бидејќи си ја заслужи. Така што сите што добро ме познаваат, дека сум професионалец, се разбира дека знаат дека не е возможно на некого намерно да му симнам една оцена. Дури напротив, во одредени случаи сум знаел малку и да попуштам кога некои студенти измеѓу 8 и 9, 7 и 8, така да дадам заради стимулација една оцена повеќе. Заради тоа ме изненади малце виралноста на постот, но морам да признаам дека фактички не сакајќи јас направив еден социјален експеримент со вчерашниот пост, затоа што на вистина ми пречи. Значи целта беше да студентите кои што се родени во Република Македонија, тие не можат и не смеат да го пишуваат името, пежоративното име, сега дури не сакам ни да го спомнам. Едноставно тоа е лага, не е точно, не кореспондира со вистинитоста на случајот. И токму заради тоа не ми е јасно од каде се сите тие, за среќа, многу помалку негативни коментари кои што произлегува од лица кои што имаат одредени капацитети да ги разберат нештата, лица кои што веројатно имаше и партиски ботови во тие негативни коментари. Но во секој случај јас сум на еден вид јавна личност и секако дека ги прифаќам и тие коментари, само не прифаќам лични навреди, така што имаше еден коментар кој што навистина морав да го избришам бидејќи беше на сосема ниско ниво. Ја намаливте ли на студентката оценката и прашањето ми е колку често се случува во индексите и во пријавите на студентите да го забележите новото уставно име на земјата? Како што веќе и напоменав, не ја намалив затоа што навистина студентката одговори одлично. Јас морам да признам дека и поретко ставам десетки, бидејќи овие поновите генерации навистина доаѓаат недоволно подготвени од основно и од средно училиште, помалку им се учи, сакаат повеќе со ургенции да поминат и така натаму, користат разноразни други комисиски полагања на испити кога, например, 2 пати нема да може да го положат испитот и се разбира дека не ја намалив оценката. Инаку јас вчера кога гледав, полага околу 4 студенти, кај двајца стоеше пежоративното име, иако ќе повторам, тоа се студенти, постдипломци, родени, докторант имав еден вчера исто така, кој што се родени дури и пред 91 година и нормално дека им укажав и сметам дека исто така она што ми даде негативен впечаток е тоа што кај една колешка која што заврши кај нас, ја знам и незината сестра која што е на медицински факултет, треба да и се верува дека наводно службите таму во студентски прашања кога она пишала Македонија и го прецртува или нешто ја враќале, што по мене е апсолутна грешка и мислам дека новата влада која што ќе дојде, мора апсолутно да се позанимава со ова. Ја разбирам да е некој политички коректен и да во индексот ако стои држава на живење,
па и да го напише тоа. Еве, има разни легалисти кои што велат дека со уставот е сменето, но сега па и друго прашање како беше сменет тој насилно устав со 300 уцени, со 300 јасно е на сите со тие 8 пратеници од ВМРО ДПМН на кој начин сигурно не по сопствена волја го направија тоа да има 61 глас ли беа. Сега и не се ни сеќам бидејќи политиката на вистина и не ме ни интересира. Така што сметам дека сите оние на кои што пишале Македонија, а некои од службите бирократски во државата како држава за на раѓање им менува во РСМ, мислам дека имаат право да тужат и да со добар адвокати би го добиле спорот, ако не тука во Страсбур сигурно би го добиле тој спор и јас ги охрабрувам сите млади студенти, постдипломци или докторанти на кои што им се врши таква промена на државата на раѓање, да можат слободно да си тужат и да си ги барат своите права. Ние мораме да се бориме за името, да го вратиме Македонија, затоа што е насилно наменето. Тоа го видовме и според референдумот од 30 септември 2018 дека мнозинството население абстинираше, а тоа бойкотираше, тоа е јасен сигнал дека мнозинството, огромното мнозинство на македонскиот народ, па и на другите етнички заедници кои што живеат во Македонија, мислам дека не се согласуваат со тоа име. Како ќе успееме во тоа, има многу примери. Јас можам да го дадам мојот пример. Во научните кругови, јас во секоја пригода, на секоја конференција инсистирам да стои името Македонија позади моето име. И морам да ви признам дека успеам во над 90% од случаите тоа да го сторам. Исто така објавувам трудови во реномирани списанија со импакт фактор на влијание, каде што баш сега имавме во декември 2 труда со колешки, колеги помлади мои, каде што инсистиравме да стои Македонија и странските издавачи кои што главно доаѓаат од САД или од западноевропските Велика Британија ни го услишаа тоа право. Исто така многу ме погодува кога земји од бившата Југославија, поранешната Југославија, инсистираат на тоа пежоративно име и тука сум најригорозен и веќе имам и откажано учество на неколку конференции каде што бев дури како поканет предавач во воведниот дел. Пред неколку години јас откажав во Србија едно такво предавање и учество во научен одбор, затоа што навистина сметам дека особено тие со кои што сме живееле во иста држава треба да имаат разбирање за нашето чувство на самоопределување и да го почитуваат тоа. Особено ако ме канат како предавач да им го подигнам рейтингот на конференцијата, а се работеше за една висока школа од Белград која што е приватна школа и постои 10 на 15 години и се разбира дека ме поканија за да дадам некоја тежина на нивната конференција и уште повеќе исто така што иритира, што колешката што ме покани, ние се знаеме 10-15 години и покрај моето инсистирање, например, она не сакаше да излезе пресрет на тоа и затоа јас реагирав така. И сега кога секој професор би го правил ова, сигурно дека би се сменила и перцепцијата на сите околни држави, на државите од Европска унија и меѓународната, но тоа е борба која што е долга и за таа борба треба да се има рбет. Со свитка на рбет, со попустливост, со слабо чувство на себе препознавање, за самоидентификација, со стокхолмски синдром, мислам дека нема да може да се успее и токму тоа беше и поентата на мојот пост, да им укажам на студентите, на постдипломците и докторантите дека треба малку да имаат своје јас, да држат до својот дигнитет и се разбира, ако се македонци, да не се срамат и да не се плашат да напишат дека се родени во Република Македонија. Ние на нашиот факултет немаме деца
родени од 2019 нааму. Тие после 15 години ќе видиме како ќе се пишуваат. А зошто мислите дека се случува? Овие навидовте службите, но дали во најголемиот дел службите му кажуваат да го пишуваат новото уставно име во индексите или еве зошто кај младите се случува тоа? Па дел е причината службите, а дел е нешто и веќе одговори во претходните ваши прашања, дека многу од студентите веројатно имаат страф некој професор кој што на пример го поддржува, иако не познавам толку многу професори кои што го поддржуваат тоа пежоративно име, да не им замери, па да не им стави некоја оценка полоша, потоа некои од нив едноставно, како што кажав, имаат ниско ниво на самодоверба, некои го прават тоа по инерција, некои веројатно не го разбираат прашањето, како што имаше и вчера на мојот пост на Facebook, мешаат дата на раѓање, држава на раѓање со држава на живење. Така. Вие сте професорот Трајковски, професор на Филозофскиот факултет. Може ли само ни кажете која е вашата потесна специјалност, но и специјалност во област на науката? Да, јас веќе преку 26 години прво асистент, па сега и професор сум на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет. Инаку мојата вокација е доктор по медицина. Јас предавам медицински предмети во Институт за специјална едукација и рехабилитација. Тоа се хумана генетика, физиологија со функционална анатомија, медицински основи на инвалидноста и се разбира мојата потесна специјалност со мојот докторат, тоа е аутистичниот спектар на нарушување, каде што и најголем бројот се од моите трудови. Исто така се интересирам за академско пишување и објавување. Имам еден предмет на докторски студии кој што е изборен. И тоа би било во глобала се. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам ја вам за поканата и се надевам дека овие мои размисли ќе стигнат до поголем број на млади наши колеги и колешки, дека во иднина нема да ја прават таа грешка или ќе бидат поосвестени, би кажал, во држава за на раѓање да си пишуваат дека се од Македонија.